Добро дојде во магична сцена за Лазар Христов. Лазе, добро ни дојде. Добро најдов. Да те најавам како оној кој што најмногу очекувам од актерите млади. Леле, може како сега да ме најавите, само немате со волку притисок. Така? Да, имам проблеми со притисок. Имаш проблеми со притисокот. Лазе, ти си ми комшија од моје мало, да речам, си порасна тука во центар. Кога дојде првиот порив за глумењето, за глумата? Кога го откри тоа во себе? Некаде во основно, веројатно, таму. Види, ова прашање мене не ме прашале никогаш и не ни знам како се одговара на ова прашање, го немам одговорот, мислев дека ќе си разговараме некои други работи. Ама да, не знам, видов некој плакат во основно училиште, мислам, тогаш маркетингот беше на тоа ниво, се уште имаше плакати. Не видов на Инстаграм дека треба да одам во некое драмско училиште, него само видов од тие плакати, таму имаше милиони, имаше карате, германски јазик и глума имаше. И отидов на едно такво и интересно ми се виде. Имаше во глумата пријавено повеќе деца? Да, повеќе луѓе бевме и што се дружевме од тогаш во основно и така. Меѓутоа, нема тоа да го земам како некој здрав старт однос на идејата, затоа што како дете имав многу работи што ги правев. Вака одев и на пливање и на фудбал. Например, немам друг човек што го познав што идел и на пливање и на фудбал во исто време. Мислам, тоа идеш на едното. И одев и на пливање и на фудбал и на англиски, и на германски, и на глума, и на извидници и на се што може да се најде. И со тек на годините се селектираа природно сите овие работи. Добар ученик беше? Во училиште не бев толку добар ученик во средно, искрено. Учев во Јосип Брос, па не се основаше уметничка паралелка, па се префрли во Никола Карев, каде што да речеме малце по насочена кон уметностите гимназија, со доста фини професори по музичко, ликовно, драма и така натаму. Супер си проаѓав, не бев некој особено добар ученик по останатите предмети овие што се по природните науки, кои што сега патем многу ме интересираат, многу ми се интересни, ги истражувам, меѓутоа тоаш не. А на академија, на академија бев онака бубалица една класична, на ФДУ, да, со не пропуштан ниту еден час во првите 3 години сигурно. Како се спремаше за академија? Како се спремав? Јас сум одбиван на академија 2 пати. 2 пати? Да, 2 пати ме одбија. Добро да знаеш и Никола Ристановски е одбиван и стана најдобар актер, така што се разбира. Тука негде ќе видиш и ти. И Тони Михайловски. Ќе видиме дали ќе го испочитувам тој феномен. Овакво, така што одбиван сум 2 пати и 1 година пауза чекав, немаше приемен, така што после 3 години овакво ме прими Зоја. Прво се спремав со наши колеги, со наши пријатели кои што се од струката, кои што ми помага и така натаму. Последниот пат сам се спремав, не ме подготвуваше никој, само се консултирав со некои наши колеги кои што веќе јас имав тогаш, па не знам колку имав, 20 години, веќе ги познавав луѓето, веќе можев веќе можев да се консултирам со некого за да може да се подготвам како што треба, така што сам последниот пат и Зоја го испочитува мојот порив, пронајде нешто, вака прогледа ни сите прсти што можеше да ги прогледа Зоја за да ме прими и да каже мене ми треба овој човек. Значи во класата беше кај Зоја и кај Александар, така? Да. Кои бевте заедно со тебе во класа? Ања Митич, која што е сега со мене во драмски колешка, да. Анастасија Величковиќ од Куманово, Јана Велјановска и Нела Павловска од сега нововработените во МНТ, Стефан Николовски, еден познат инфлуенсер кој што игра овде во театар комедија, овде во комедија. А зашто снимаме во комедија? Мене не ми е јасно зашто не отидовме во драмски театар. Зашто нема Елка во драмски? Пошто Елка нема во драмски.
нема. За жал нигде нема Елка, само тука. Не следиме толку трендови во драмски театар, не знаеме тоа Крисмас атмосфера, такви работи не ни се познати. А види овде што го направија. Многу убава. Ептеним си има погодено годинава, како им има пораснато. Да. Свака им част. Вика со кого ќе снимаш? Викам со Лазар, ќе снимам од драмски, вика најубавата Елка ќе ја ставиме за Лазар. Да, фала многу на театар комедија. Лазе се вработивте најнаш 10 млади актери во драмски театар, доби една свежина. Всушност сегде што се работуваат млади наеднаш, тогаш тој театар некако расцветува повторно. Така што сега го чекаме расцветувањето на драмски театар. Да. Еве уште сме пупки. Уште сте пупки, но пупки полека си добиваат своја форма. Која ти беше прва улога во драмски театар? Прва улога во драмски театар ми беше таксистот во Парови. Една представа која што ја сакаме премногу од внатре, затоа што сме четворица од новите, на четворица од нас ни е прва представа во драмски. И мислам, ја сакаме таа представа многу, а и публиката ја сака таа представа, и таа представа само расте. Како го спремаше таксистот? Таксистот? Одеше од такси во такси да видиш? Доста ни се познати тие таксисти, мислам, и текстот е прекрасно напишан, свака част на Ана Ристовска Трпеновска, која што го има напишано таксистот таков каков што е. Тој е таксистот кој што го знаеме сите. Не го знаеме никој кој е, не му го знаеме името, не може да го кажеме по име. Јаве го знаеш тој. Не е тој. Него е секој таксист вака. Кој ќе кажеш таксист, така е напишан. Го земав и го пренесов кроз мене со сите мои искуства во таксиња, сите таксистички муабети што ги имам чуено и го донесов тоа кое што мене сега ми е премногу драго. Како реагира твоите најблиски кога те видеа како таксистот во првата твоја професионална улога? Што ти кажа, како се чувствуваа тие? Им беше доста забавно, им беше доста екзотично. Плюс тој лик е еден од помалите во таа представа, можеби најмалиот лик. Јас го гледам како еден неизбрусен камен кој што јас си го брусам со секоја изведба, кој што е за мене многу драг, исто така и за моите блиски, а очигледно и за публиката. Мислам, го сакаат тој лик луѓето. И една коинциденција што се случи, овако, јас во прва година на академија, значи во прв семестар имам имитација. Во прв семестар имав имитација на еден таксист на академија уште кога бев. Беше неверојатно дека и во драмски театар се погаѓа првиот лик да ми биде таксист, така што е, не знам, интересен нов старт. Има некоја вожња. Да, има нешто. Те гледав и во Парови, но посебно ми остави впечаток твоето второ појавување во втората представа, Плейбоите. Таму, прво екипата е многу специфично направена, тоа се составени по 2, 1 или повеќе актери од повеќе држави, од бивши југословенските простори. Словенците беа одлични, да не речем најдобри. Но кога некој би издвоил таа представа, би те издвоил тебе, затоа што направи таков и физички лик и преубав за гледање. Беше совршен како да си глумел, не знам, 25 години, па сега така со леснотија си ја одигруваш улогата. Таа улога ти беше навистина направена идеална. Фала ти. Како одеше тој процес? Малце е тешко да се замисли дека можат луѓето да се собираат од различни држави да направат една представа и таа представа да живее. Еве кај вас некако ви успева затоа што и одите и уште ви се предвидени во 2026 година неколку гостувања со таа представа. Да. Сошли Македонец, Словенка, Черногорец.
Јас сум Лазар Христов од Драмски театар Скопје. Го играм ликот на Пандолфо. Јас сум најсмирениот хистерик. Процесот беше екзотичен за сите, затоа што никој немаше големи очекувања од тоа. Знаеш, сите бевме како што ќе биде сега ова. Како тоа ќе збориме секој на својот јазик и ќе направиме представа од тоа. Знаеш, беше доста екзотично. Доста победи на мојот лик би ги припишал таму на мојата соработка со режисерот Иван Пеновиќ, кој што е еден млад режисер, режисер и драматург хрват, кој што носи еден младалачки дух и носи една нова естетика која што многу ретко ја среќаваме во конвенционални театри, односно во државни институции. Тоа е една траш естетика, една естетика на која што има филозофија на убивање на сама себе. Една естетика која што оди контрапродуктивно на приказната, а тоа е се бави со нелогични работи, имаме тенденција да ги направиме по-нелогични работите каде што има потреба, за да може логичните ствари да се донесат на површина, каде што носиме грди работи за да може убавите да се истакнат, така што тоа е една многу доста накотрпна работа е да се плете тоа. Меѓутоа е прекрасно кога работам со луѓе како Пеновиќ, кои што доста се разборавме во однос на тоа. Ние многу малку зборувавме за представата и за театарот, повеќе зборувавме за сите други референции кои што не спојуваат, како музика, како филмови, како ликовни уметности, графити, екстремни спортови и така натаму, преку кои што се разборавме за тоа како треба да изгледа ова кое што полека го ткаеме тука. Имав прекрасен процес со него, имав доста отворени раце од негова страна, одврзани раце, да правам работи, така и се договоривме, му реков, радијаците ќе ти носам глупости и ти само ќе ги одбиваш. Не сум венчан со моите идеи, знам дека не се најдобри, напротив, знам дека се едни од полошите, затоа можеш комотно сите мои идеи да ги отфрлиш и кога ќе дојдат добрите, само избери ги, така и беше. Така и се случи, имав премногу добра соработка со него и со неговиот асистент Дамир Клеменич, исто така еден хрватски актер и музичар кој што се бавеше со сценските движења, кој веќе го спомнаа физичкиот изглед на ликот. Многу помогна и Дамир во однос на целото. Знаеше како изгледа тоа, како оди тој човек, што му оди прво, што му оди последно. Така натаму, така што прекрасен процес со тие два фраера. А кажи ми, 2026 имате план за таа представа се уште да се игра? Имаше најавени гостувања? Да, значи треба да се одигра сигурно веќе закажано гостувањето во Младинско гледалиште Лјубљанско, во Лјубљана. Таму ќе имаме две изведби сега за сега. Тоа се, ако не се лажам, 4 и 5 февруари. Тие две се сигурни. Разговаравме дека можеби ќе се игра и во Скопје уште еднаш или два пати и ќе видиме дали ќе направиме полн круг да ја вратиме во Будва представата од каде што премиерно беше изведена. Да. Колку дена бевте во Будва за да се спремни тоа сето да изгледа компактно? Представата е подготвувана во Скопје. Да, тоа знам. Значи во Скопје бевме 2 месеци, ни беа дојдени на гости нашите прекрасни колеги од Европа. Да не речам, а ќе речам, имавме одличен провод овде и направивме супер представа која што ја конзервиравме после 2 месеци. Имавме пауза и после таа конзерва ја однесовме да ја отвориме во Будва, каде што имавме некои 10 дена проби. Так. И
и 4 изведби еден по друг ден, 4 премиери во Будва. Како реагираа будванчани? Бидејќи е доста туристички град и бевме во сезона, тоа Будва град театар функционира на тој начин кој што ги спојува. Исто така има доста шарена публика, дека таа публика не беа црногорци кои што дојдоа на представата, туку беа генерално туристи кои што се наоѓаат во Будва, кој што беше исто така доста убаво, затоа што каде што имаше мешана публика, најубаво проаѓаше таа представа затоа што е на сите јазици и сите ги потсеќа и за некој од нив има и сентиментална вредност кон нешто што поминало кој што сега Југославија. Бидејќи има силен трак, оставено се разбира, мислам, културно-уметнички и во начинот на живот. Така што им се допаѓаше на луѓето, на Бриони исто така многу доста добро проведовме, затоа што таму најдобро се сфатија словенците. Сега ќе видиме во Љубљана како ќе биде, затоа што исто така и јас сметам дека словенците се прекрасни во представата, имаат оставено прекрасни ликови, но меѓутоа јазичната бариера прави проблем малку да се пофатат сите работи кои што ги имаат направено како финеси. Така што се надевам дека ќе излезат на површина. И тоа е драгоцено дека се играше сегде. Секогаш имавме различна изведба, секогаш различни поенти поентира на представите. Меѓу вас разбирањето беше без проблем? Да, се разбира. Да, се разбира, затоа што почнавме да ја градиме представата на дневно-политички смешки во однос на проблемите со јазичната бариера, кои што се разбира дека многу брзо проаѓаат. За 4 дена низ досадија сите можни смешки, затоа што бевме по цели денови заедно и ги потрошивме сите смешки. И одеднаш ги надминавме тие и представата ја направивме да овие едноставно се разбираат, затоа што се разбиравме. Затоа што мене ми беше прекрасен словеничкиот јазик, никогаш не ми бил прекрасен јазикот да го слушам и сега кога полека разбирам на кој начин функционира, сваќам дека е многу близок до македонски јазик, многу ми се допадна и Пенович одлучи нели да ми даде на словенички да зборувам во представата и се чувствував одлично, прекрасно беше. После имаш среќа да ти се отворат вратите на некој начин и на сите 10 нововработените со ајде да не речем најдобриот режисер, нема да загрешам ако речем дека најдобриот режисер во Македонија Синиша Евтимов, кој што ја постави Болва Вуво во Драмски театар и каде што повеќето од вас сте дел од таа представа. Самата по себе Болва Вуво водвил или како и да ја кажеме си има свој интерес самото име и своја тежина посебно во Македонија затоа што е не знам колку години се има играно таа представа во континуитет со старите постави, кои што беа 19 или 20 сезони, не сум сигурен. Така, значи многу години е тоа и кај публиката театарска во Македонија самиот наслов сака карта повеќе за да ја гледа таа представа. Но кога се знае дека во новата подела сте млада екипа полна со енергија, јас ќе кажам дека вие сте ја надминале таа старата подела многу кратно, се работи за едно ново видување на Болва Вуво, кој што не ја гледал обавезно да ја гледа представата и представата сигурен сум дека ќе се игра исто години како што се играле и претходните. Синиша е режисер кој што многу ретко грешава кога се прави поделба на дадените ликови. Обично ги погаѓа точно кој лик треба, која улога да кој актер треба која улога да ја глуми, така што и во твојот случај потполно ти има погодено во представата со еден одличен лик направен и верувам дека многу се забавуваш додека ја спремаш и додека ја играш таа представа. Да, забавно е, комедија подготвуваме со Синиша, режисер кој што ајде сега да не сакам да откривам за него како работи приватно во процес како ама ја ќе откриам малку. Синиша е човек кој што пред се најбитно му е каква ќе биде атмосферата на пробите, каква ќе биде атмосферата во екипата и сака да направи да биде прекрасна енергијата во која што ние твориме и смета дека тоа е најважниот терен на кој што се поставува една представа. Така што се разбира дека супер си проведовме овие колку ја спремавме месец и пол. Ти си поврзан и со
сегашните актери, речем, во минатото актерите си беа актери, и актери си глумеа, само и во кафани, оде и тоа беше, остатокот од денот беше кафански боемски живот. За разлика од тогашните актери, сегашните актери, вие се занимавате со се и се, што не е само глумата, она што го прави актерот, него музиката исто тука многу присутна, играњето е многу присутно, вежбањето, многу од актерите и актерките изгледате совршено на физички, да речам, многу сте музикални, многу добро играте, многу добро зборувате, странски јазици. Значи, во денешно време еден актер да е комплетен, треба многу работи да се вклопа за да го кажеме, ова дете навистина го бива и овој актер, од ова ќе биде голем актер. Ти имаш предиспозиции како мал си учел јазици, уште од мал си почнал со музика да се занимаваш и музиката си ја тераш напоредно со театарот. Ај, раскажи ми маца за музиката, како почнаш, беше, ти си многу талентиран и многу инструменти знам дека свириш, но не можам точно да ти ги пофатам кој се свириш. Не сум воопшто талентиран, него само се забавувам. Се забавувам. Стварно, ги барам сите можни начини на кои што може да се изразам. И театар, односно глума, не театар, затоа што само глума работам во театар, би сакал да ги работам сите останати работи во театарот, само не можам, затоа што сега имам договор за актер и не можам да преземам одговорност за техниката, пошто си има човек одговорен за тоа, ама вака на раце ми се тресат за светло да местам. Сакам да се изразам преку сите можни начини. Сега, да не отвораме сега некои големи филозофии во однос на целото, ама е накратко моето размислување како е. Уметници креираме, црпиме од негде, од некоја седма чакра, од некој универзум многу поголем од нашиот. И сега од таму гледаме некои интересни работи, треба да ги земеме и да ги ставиме на земја. Тоа е многу неблагодарно во сам старт за било кој уметник, затоа што прво би требало што и да видам јас во имагинарниот свет, да го донесам во 3D. Во 3D, ако си сликар во 2D треба да го донесеш. Многу неблагодарно. И кога веќе е толку неблагодарно, кога веќе толку треба тоа целото да го сведам во 3D, во минутажа временска, треба да биде саат и пол. Добро. Мислам, кога веќе го правиме тоа, тогаш подобро да најдеме повеќе вентили, моето размислување е тоа. Да најдам повеќе вентили, да можам да правам и музика, да правам и светло, да правам и глума, да правам и не знам, и фудбал да играм и шах и да цртам графити и што и да е, за да можам да ги се што е можно повеќе работи да симнам, за да ги приземјам, да ги ставам овдека на земја. Па бајаги имаш симнато ти работи. Па не знам, мислам, да, имам симнато доста ствари. Тоа не го гарантира квалитетот на стварите, го гарантира само квантитетот на работите, ама окей сме, да. Добро, во твојот случај квантитетот е поврзан со квалитетот. Се надевам. И кажи сега за музиката, како ти почна? Како деца со мојот најдобар пријател уште од детството Лука Кантарџиев, кој што е музичар и тонски инженер. Сакавме да имаме бенд и тоа беше тоа. Имавме обиди во сите можни жанрови и начини да се прави и одлучивме да правиме хип-хоп затоа што беше наједноставниот начин. Ние никош не сме слушале хип-хоп, ние сме слушале дали е класичен рок, дали е метал, дали е панк, што и да, ајде панк малце покасно, ама сме слушале рок и метал. Хип-хоп бил жанр на кој што сме се смееле таму 2010, мислам баш кај 2010-2012 има одвратен хип-хоп. Не интересирало тоа, ни било премногу едноставно, знаеш. Ама е наједноставно да се прави и затоа го избравме. Океј, не можеме да си купиме тапани тама суперстар од тогаш правиме муавет 1200 евра. Затоа ќе одлучиме да земеме еден микрофон од 100 евра и онда да кажеме тоа што имаме. И од таму тргнавме. Го градевме студиото, денеска веќе имаме одлична екипа со Лука Кантарџиев, со Тејка Василевиќ на тапани, со Ади и Мери на бас гитара, Лука Тошев на гитара и уште многу други членови кои што постојат во Доуп куќата како концепт. Како се вика групата? Доуп куќата се вика екипата која што го менува составот, отворена форма е, така ни се вика студиото. Сите кои што се присутни на дружби, на снимања, на едно друго може да се дел од бендов и така се менува структурата низ години. Оваа година имавме
еден настап во Белград, имавме во настап на Ди фестивал во Штип, имавме настап на Бруцошка на Фейт и уште неколку други настани, сега не можам да се сетам. Минатата и предминатата година беа доста успешни, имавме околу 17-18 концерти, бидејќи во 2022 го изводивме големиот албум Супергруп Бојбенд, каде што бевме тогаш 12 луѓе во екипа 13, пројде тоа добро, сега во моментов подготвуваме нов албум, кој што би требало на пролет да се снима, некаде почеток на лето да излегува, така што... Да не го скокнеме и уличниот театар, пошто и тоа го имаш работено? Да, уличен театар е една од највозбудливите работи кои што се поврзани со глума. За мене, едно од најинтензивните чувства кои што може да ги почувствуваме како актери. Најблиску до публиката, најголо со публиката, наједноставно, немам ништо, а се ти давам. Мислам, концентрација многу битна, физичка спрема многу важна и стварно едно целосно искуство кое што јас не го знаев пред да го почнам. Го почнав исто така од панкерски побуди, од уличарски побуди. Сакам да работам улица, сакам да видам што значи тоа, да бидеш изложен, да бидеш едно, друго, трето, меѓутоа преку тоа открив доста работи во однос на целата струка. Живи статуи ги викаме, но кажи ми, дали практикуваше додека беше жива статуа да направиш некој гест спрема тој што те гледа? Зависи од публиката, зависи од ситуацијата. Најчесто не. Кога одев по фестивали, кога одев на фестивали за улична уметност, најчесто не ги анимирав луѓето, затоа што бев платен. Бев платен за да бидам жива статуа, фестивалот ми покрива пат, смешта и хонорар и имам капа која што е на добра волја на народот, кој што гледа. Меѓутоа, не сакав да ги анимирам затоа што таму не сакав да бидам аниматор. Меѓутоа, кога излегов да работам сам на улица, без да имам фестивал, кога работев на Црново, во Црна Гора на плажа, за да може да си одржам едно море, да си се почастам, за да може да се почастиш море, во еден момент мораше да анимираш луѓе. Мислам, тоа е неизбежно и тоа е исто така доста интересна работа. Да имаш осет кој кај се наоѓа, на кој начин манипулираш со тие деца за да сакаат да останат овде, да дојдат и други деца, да се сликаат, да остават парички и тоа. Али генерално таа анимација се прави за тоа, за да кешираш поише парички капата, но не ја прави поголема уметност. Лазе, со спортов до каде се? Со спортот? Да. Со спортот сум во сериозна врска веќе 22 години. Кога ќе кажам сериозна врска, само да кажам дека го немам изневерено конкретно фудбалот, го немам изневерено 22 години, не планирам да го изневерам до мојата смрт, дали е тоа следната година или за 100 години од сега, не е важно, нема да го изневерам никогаш. За 100 години од сега, знаеш? Не е ни битно, кога и да е, нема да го изварам фудбалот. Фудбалот е моја прва и последна љубов и го играм секој ден од срце. И мал и голем фудбал, лани играв во 4-та македонска лига, бев задни везни, сериозен капитен на една екипа, така што овакво отом потом за тоа. Кога ќе направиме емисија за спорт, тек тогаш да си позбориме за фудбал. Нозе ми се тресат, бе, Мондано е овдека ќе идам да ишутирам нешто. Да. А кажи ми уште брковите и тука да завршиме една целина да направиме. Од кога, како и зошто? Брковите ги носам многу години. Активно веќе ги немам избричано, па мислам дека од втора година факултет. На втора година факултет ги избричив последен пат по наредба на мојата професорка Зоја Бузалковска, која што кога ме виде без бркови ми рече: "Лазе, ова никогаш у живот да не си ми го направил уште еднаш." И ете, сега ги носам. Да. Да си ми жив и здрав, да ги редиш успесите како што ги редиш и досега. Фала ти. Да ти се отворат сите порти, сите чакри што сака нека оди се во нагорна линија. Се надам дека многу брзо ќе се снимаме повторно, пошто ќе бидеш непресушен извор на нови и нови информации. Па колку зборам сигурно. Да, сигурно. Фала ти многу. Фала ти на тебе.